Си продолжуваме понатаму. Сега на следна тема, пак имате можност да слушнете многу повеќе како тоа по разводот повторно да го изградите својот живот. За жал, знаеме сите дека статистиката во последно време покажува дека имаме се повеќе разводи, меѓутоа има и длабоки причини за тоа. Не е туку така дека некој се сетил, го посакува разводот и за него, но секако и за кога станува збор за дечињата. Ајде нешто повеќе за оваа тема. Линковски ја вклучуваме нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска. Добро утро, Ивана, и повели, јас кажав барем нешто, меѓутоа многу подетално ќе слушнеме од разговорот кој што ќе следи. Да, токму така, Славданка, добро утро до тебе, добро утро и до сите гледачи кои што ова утро го започнуваат со нашата утринска програма. Како што споменајте, се поголема е статистиката, односно бројката на разводи отколку на склучени бракови. За жал, но и се поголема е бројката на жени кои што можеби трпат некакви психолошки нарушувања, дали пред разводот или по разводот, и како го прифаќаат истиот. Реконструирај го животот, создај својата иднина, е токму мотото на Развојната академија, како психолошко советувалиште на некој начин, програма која што ја создаде родовата експертка Дороти Пачкова, која што ќе ни каже повеќе за тоа како да се справиме кога доаѓаме во оваа ситуација. Дороти, ќе ти посакам добро и убаво утро. Од неодамна ја најави оваа Развојна академија. Разводот најчесто се гледа како правен процес, но вие велите дека е многу повеќе од тоа. Што се преживува една жена кога доаѓа во тој период? Благодарам, добре дојде и за мене во оваа емисија. Задоволство ми е да споделам. Како што кажа, разводот во нашата држава и во општествата се третира како нешто што започнува стапнувајќи во суд и нешто што завршува кога ќе добиеме судската пресуда. Но вистината е многу подлабока. Разводот започнува многу понапред, пред да се решат партнерите да пристапат кон институциите и да побараат да бидат разведени. Разводот започнува понекогаш и долги години понапред и никако не завршува со самата пресуда. Завршува со оној момент кога еден од партнерите и многу често жените ќе бидат подготвени да се погледнат себе си во огледало и да се прашаат што сега. Така, што ве натереве вас да почнете да работите на оваа тема? Долги години од она вашето искуство кое што го имате, нели, со клиентите, со жените, со она што го работите со невладината организација Една може, што себе ќе опфати оваа Развојна академија? Така е, Ребилд циркл школата ја создадовме токму на она место каде што се спојуваат моето 15 годишно искуство во работата со жени и поддршка во најкритичните периоди од нивните животи, академското искуство, но навидум за жал, но за голема среќа и моето лично животно искуство, низ кое поминував и поминувам се уште самата јас. Па така, Ребилд школата не е никаков мотивацијски семинар, не е никаква вообичаена, мастер-клас програма, туку е навистина длабока школа за реконструкција за животот. Заради тоа што она што можеби на жените им се чини како крај на светот и во стручната литература исто така разводот го нарекуваат мала смрт, во суштина може да биде еден почеток на нов живот за кој можеби никогаш не знаеле разумно, но чувствувале дека треба да живеат нешто повеќе од тоа кое е претходело на разводот. Да, од вашето досегашно искуство, што е она со кое што се соочуваат жените најмногу кога пристапуваат или одлучуваат да живеат сами и да ги одгледуваат децата? Можеби она кое најчесто и кое очекуваат и гледателите да го одговараме, финансиската нелагодност или што значи финансиски сам да одгледуваш цело семејство. Иако за моето големо дете 15 години другиот родител никогаш не дал ниту денар, а сега за моите 3 деца таткото на
нивниот татко половина година на ниту еден финансиски начин не придонесе за своите собствени деца, што е навистина поразително и е секако проблем, но она кој е најтешко и најболно е менталниот товар и емотивниот товар кој го понесува една личност, во исто време кој е и мајка и татко на децата, кој е финансиски менаџер, кој е психотерапевт за своите деца, и сето тоа во период кога се соочува со една од најголемите трауми во животот, како што е разводот. И токму затоа се мотивирав да ја создадам Ребилд школата, заради тоа што траумата не е самиот настан. Траумата е она што потоа се случува со истиот тој настан и кого имаме покрај себе. Ребилд школата не ветува дека ќе биде лесно, но ветува дека ова ќе биде воден процес и секогаш ќе имате некој кој мене, кој љубам да кажам дека сум и паталец и гаталец. Така, која е вашата порака до жените кои што се чувствуваат можеби изгубено, осамено, дека ја изгубиле битката, како да продолжат понатаму, односно како да го изградат оној нов живот кој што ветува дефинитивно подобро? Можеби овој период ви се чини дека е крај на светот, а ми се чинело и на мене. И навистина е тешко, но замислете, едно утро се будите и повеќе не знаете која сте, заради тоа што долги години сте биле некој кој се грижи за целото семејство, сте биле некој партнер, партнерка, сте биле мајка, и едно утро се будите сами со себе и не знаете да си дадете прашање на одговорот која сум сега јас, кога сум надвор од сето тоа. Затоа разводот не е крај на еден брак, туку е крај на еден живот. Но убавата вест која би им ја кажала дека тоа е почеток на еден нов живот и една нова шанса. И верувам, како што беше и кај мене, и кај мноштвото илјадници жени кои поминале низ моите канцеларии, навистина, можеби не би го избрала повторно истиот пат кој ме доведе до оваа ситуација денес. Но уште повеќе сум сигурна дека за ништо на светот не би ја менувала жената која тој пат ме направи да сум денес. Тоа е Ребилд црква. Да, и за крај само како може да се пријават и сите оние кои што сакаат да има едно психолошко советувалиште, една поддршка која што вие ја давате на жените кои што се од таа страна. Може да се пријават на нашиот вебсайт www.razvojnaakademija.com. Има апликациона форма на која можат да стиснат и да аплицираат да бидат дел од првата генерација на оваа школа, но исто така и за оние кои се уште се двоумат дали сакаат да влезат во некаква транзиција како што е разводот или не, можат бесплатно да ги слушаат подкаст епизодите, 40 на број, кои ќе течат целиот август, септември и октомври месец на нашиот подкаст на Spotify Развојна академија Култура на живење. Благодарам Дороти на одвоеното време и ве слушнавме голем дел од работите за тоа како ја создаде Дороти Развојна академија, но и што се ќе имате можност да слушнете таму и како ќе може да ви помогне доколку секако се наоѓате во оваа ситуација која што, како што споменавме и на почетокот, некако е се почеста во последниве години. Ивана, многу ви благодарам за овој разговор. Ќе упатам поздрав до твојата соговорничка, која е една прекрасна и преубава дама, и посакувам во понатамошниот живот само убавини.